Јас сум Спировска Менка, експерт за оценка на влијание врз животна средина, ангажирана од фирмата Нирас да ја подготвам студијата за оценка на влијанието врз животна средина од реализација на проектот за изградба на пречистителна станица во Струмица. Ова е еден дел всушност од процедурата која што се спроведува за оценка на влијание врз животна средина во врска со овој проект. Процедурата ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, а наша консултантска задача е подготовка на студијата и секако презентирање на содржината на истата. Многу е битно јавноста да биде информирана за не само за овој настан, туку и самата студија е објавена и на веб страната на Министерството за животна средина и на веб страната на општина Струмица заради нејзино запознавање. Сигурно дека проектот е многу позитивен, дека бенефициите од проектот се јасни и недвосмислени. Ќе се добие во подобрување на квалитетот на животната средина, квалитетот на водите во Струмичкиот базен и ќе се добие во еден подобар квалитет на живење во самата општина. Но сепак јавноста треба да биде запозната за овој проект, бидејќи ќе се случуваат во просторот одредени активности и подоброто прифаќање на проектот е повеќе од гаранција дека истиот ќе биде и успешно завршен. Конкретно колкав е капацитетот на пречистителната станица? Дали само водите од општина, од градот од Струмица, како е тука? Не, значи капацитетот на пречистителната станица ќе биде околу 53-54 еквивалент жители, но со проспекција за да истата може да се проширува со модули. Нема да бидат само водите од градот Струмица, туку и од околните населби, оние кои што можат по гравитационен пат да се вклучат со колекторскиот систем да се прочистува нивната отпадна вода. Каква е ситуацијата со пречистителни станици во другите градови, ако имате некаква? Па ова е еден подем сега во овие неколку години се случуваат позитивни проекти во Република Македонија, значи државата се стреми кон имплементација на барањето од директивата на Европска Унија за третман на урбаните води. Со тоа што се инвестира во вакви пречистителни станици на за отпадни води од поголемите агломерации. Вие во Македонија сигурно сте слушнали, пречистителна станица има за Струга, има пречистителна станица во Преспа, има пречистителна станица во Куманово и Свети Николи да не ги набројуваме, ама тоа се многу малку градови. Знаеме оптеретувањето на водите какво е со отпадни води, затоа што сите површински води, сите реки всушност ни ги прифаќаат отпадните комунални води и истите се многу загадени. Македонија има мала територија, но и баш заради тоа што сите отпадни води влегуваат во површинските реки, водотоци, се рачуна целата територија на Република Македонија како сензитивно подрачје. Треба да бидеме многу внимателни за да го зачуваме квалитетот на површинските води, затоа што всушност тие ги хранат и подземните издани од кои што граѓаните ја користат водата за пиење.